Почитувани, со популистички форми на приближување до народот, вчера имавме можност да ја преследиме пресконференцијата на Ирена Стериовска-Локвенец од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп. Со незината наративна импровизација и се обрати на јавноста дека е донесен нов закон за социјална заштита, што не е вистина. Затоа, во старт како јавно устанува Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, ја демантираме Стериовска Локвенец и ја известуваме јавноста дека новиот текст на Законот за социјална заштита се уште е во собраниска процедура и очекуваме негово брзо донесување. Но никако во правец на кажаното. Со социјалните реформи и предложениот закон не се кратат, туку се унапредуваат правата на лицата со попреченост и тоа преку неколку основни начела. Начелата се внесени во текстот на новиот закон и имено член 15 вели дека начелото за еднаков третман и недискриминација е како прво основно начело. Во член 17 имаме начело за партиципативност, член 18 начело за индивидуализација и член 22 начело за најдобар интерес. Социјалната реформа се воведува со две целосни нови услуги за лица со попреченост. Имено, првата е лична асистенција и втората е домашна нега. Правото за попреченост се проширува и за лица со интелектуална попреченост, додека додатокот за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со попреченост се зголемува за 50% од пресечната нето плата. Посебниот додаток за истата оваа категорија за поддршка на биолошките семејства кои имаат деца со попреченост се зголемува за 15%. Вредно е да се слушни дека се воведува и така наречен траен надоместок за родител, кој се грижи за дете со попреченост до неговата 26 годишна возраст, а при тоа без да го има истото сместено во некој од институциите во државата. Се прави голема штета, што на пресод се зборува за незнаење или намерно за две различни категории на згрижување на деца со попреченост во згрижувачки семејства и во биолошки семејства, а при тоа не се кажува за нивната разлика и зошто тие примаат различен паричен надоместок. Одговорот е едноставен. Во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп креираат дезинформации. Имено, згрижувачките семејства се сервис за потребите на Министерството за труд и социјална политика со однапред утврдена цена на услугата која ја обауваат, додека биолошките семејства имаат законска обврска да се грижат за своите деца согласно Законот за семејство. Почитувана јавност, вистина е дека овој досегашен Закон за социјална заштита донесен и надградуван од претходната власт спремен е, спрема моје мислење, со право да заврши в корпа за отпадок, пред се заради неговата дисфункционалност. Очекуваме, како Центар за социјална работа Прилеп, сет нови закони од сферата на социјалната заштита, каде сега имаме ново утврдена минимално загарантирана помош за секое домаќинство, која во пари искажана ќе биде неколку пати повисока од износот на досегашната. Затоа демантираме дека се укинуваат одредени права на социјални трансфери, напротив, истите се редизајнираат и се инкорпорираат во збирно право, како што реков, во минимална гарантирана помош. Затоа вреди се што досега не е кажано на еден ваков начин и во функција на потребите на граѓаните да го афирмираме и појасниме.